15! Драги гледачи, еве повторно во нашата целата емисија Еписибир. Тема во денешната емисија ќе биде начинот на исхрана. Имено сите знаеме дека во изминатиот период многу значено внимание му беше посветено на исхраната од типот на Даймонд, не знам од типот на Аткинсон, од типот на Карпов и на други типови исхрани, при што се водеше сметка на изедначеност на уедначеност на исхраната. Те било еднолично да не се беше сирење со урда, да не го беше ајвар со љутеница и слични забуни што беа во исхранбениот период. И денеска идеме со до најново откритие од областа на исхраната и новата технологија. Сите знаете дека у последно време хит беше диетата според крвни групи, што на некој начин ги возбуди сите. Тука првпат се откри дека секоја крвна група и одговара различити тип на прехранбени атрибути. И сродно на тоа, во Република Македонија првпут е измислен сега нов начин на исхрана, односно диета, односно, како што реков, начин на исхрана, а това е начин на исхрана според партиска припадност. Ова е револуција во целиот свет, сите оберучки не прифатива и не гледат заради овој начин на исхрана. Тука доваѓат експерти од Европа, од Азија и од други американски и јужноамерикански континенти да се интересираат, да видат како партиската припадност и начинот на исхрана според партиската припадност влијаат на телесните перформанси во поединците. Имено сите знаете дека партии постојат леви и десни и посредни. И денеска ќе имаме можност да видиме, осим тоа начинот на исхрана дали се леви или десни, исто влијае дали партијата е на власт, односно дали е партијата у можност да биде во опозиција или во можност да биде во опозиција. И денеска ќе го илустрисаме тоа со нашите гости. Го мола представникот, првиот гости да се приклучи тука до микрофонот. Добро вечер. Сите добро го знаеме, представникот од тука од нашите партии, кој што е представник моментално на власта, па ме интересира вашето мислење во врска со најавата и денесната тема. Па видите, јас мислам дека... Ете, гледате, он мисли, он сакаше практично да каже дека они са сега на власт, ова е најтранспарентно до сега влада која што работи по 24 часа, и со самото то, они немаат многу време да се бира на храната, па јадат бурек, јадат кај ќе стигнат, овде, онде ќе касне, онде јадат бурек на отварање на фирми и на затварање на фирми исто јадат. Коктели. На коктели, што ќе понудат, они ќе кастат, ето тоа и одма това се гледа, и немаат време многу да бират, што ќе му понудат, меѓутоа најчесто се хранат со фастфуд и друг тип. Ама се е тоа транспарентно. Да, и се е тоа транспарентно, се гледа на еден транспарентен начин телесните перформанси, да савршено извајано тело. Ве молам, заземете си го место, тоа е типичен представник на ова, ви благодарам на разговорот. И веднаш продолжуваме со представник на политичка партија кој што е во моментално во опозиција. Ве молам, ако сакате да се приклучите. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ете, видовте што како ги представивме вашите конкуренти на некој начин. Еве одма се гледа тука дека и ова е више позанемарен изглед на телото. Ме интересира вашето мислење во врска со досегашната излагање. Па видите, јас мислам дека... Ете, гледате, он сакаше да каже одма. Се гледа дека мисли вашето мислење е комплетно спротивно од представникот. Па фала Богу е. Стално спротивно. Стално, ете, гледате, тоа е. Он сакаше практично да каже дека овие све изеле, мада они тврдева така и за вас, меѓутоа ете по перформансите се гледа дека више сте вие на третман каде што немате можност толку да јадете бурек, и затоа представниците на опозицијата обично јадат кај ќе стигнат во име на нивните членови и така натаму. И тоа инаку исто е многу битно да се одбележи тоа што сега има една особено е атрактивна за представниците на опозицијата. Тоа е еден третман во една институција во Шутка, каде што за 30 дена минимум се симнуваат дури по 10 кила, и таму има огромен број на клиентите. Институцијата не може да ги приби сите клиенти, меѓутоа они тврдат дека е тоа добро за нив да бидат во добра кондиција, дека тоа ќе ги врати во добра кондиција, како би биле спремни за некои следни избори, било ванредни, било изванредни и така натаму. Ве молам да си ја заземете вашата позиција тука до ова. И ете, гледате,
Драги гледачи, ве молам, емисијата е веќе во тек, ве молам. Значи, освен што е интересантно е това дека освен покрај партијата дали е во позиција и опозиција, во исто е многу важно и во како со кого коалицираат и каква позиција е коалициониот партнер. Имено, они тие што што сакат да бидат во коалиција, обично јадат еднолична храна, па после не знаат што да јадат, па идат на дволична храна и од да пада еднолична. И заради тоа европските институции водат многу сметка како да ја усогласат таа исхрана да биде на некој начин хомогенизирана и они тука делуваат со витамини и со све тоа да би било на некој начин усогласено у исхраната и све. И не остава едноставно Европската унија да се растури оваквото заради јадењето и све. И на крај одиме со последната припадност според исхраната, а тоа се молам следниот гостин, тоа го гледа това, неопределени, луѓе што не припаѓат на ниједна политичка партија, тако речи и изгладнети, това се луѓе со висок стил, со тачно перформанси, со витамини и со све. И гледате, ве молам, застанете во профил, луѓе кои што не припаѓат во ниједна партија, дојдите понаваму, еве ми ја жуват од режијата, луѓе кои што не припаѓат у ниједна партија, се така ослабнати и така дехидрисани, нема да јадат ни бурек, ни трици, не јадат ништо, и нивке мора да им ставаме камења во джебовите кога дува ветар, за да не одлетаат во некоја држава евроатлантска или америчка или канадска држава. Како ве молам, ако сакате, седнете си и вие, земете го местото тамо. Ете, гледате, ве молам, ако сакате да се... Ако сакате да се сместите, гледате, това се одлики на партиите на власт, гледате како неопределениот ем е гладен, ем го ставија у скут и веќе што друго да се каже. Многу ви благодарам за вниманието. Се гледаме следната емисија, повторно идната недела во емисијата Еписибир. K15!